Во социјално-економскиот амбиент последниве години се одомаќинија две занимања како професии. Во јавниот живот, инфлуенсерството од приватната колекција забава станува значаен извор на финанси и јавните личности. Во овој свет што живее и работи дигитално, компјутерските вештини го отворија просторот за инфлуенсерството. Бизнис од дома или проекти од слободно користење на работното време. Според моје мислење, состојбата не е многу променета, меѓутоа тоа не е толку поразително, мислам, второ место и не е толку лошо. Ако ги земеме во предвид дека Србија како држава е далеку понапред во некои работи од нас. Она што можеби е поразително е типот на работи кои што фриленсерите ги работат од Македонија, каде што, например, кај други балкански држави најчесто се работи за поплатени сектори, да речеме програмирање, дизајн. Кај нас повеќе се фокусот е даден на quality assurance, тестирање, преводи, content writing, значи делови кои што се релативно помалку платени. Од статистиките кои што ги имаме ние, значи од последниве веројатно 2020 година, можеме да видиме дека трендот на фриленсери се зголемува, се зголемува обемот на работа, меѓутоа опаѓа сумата по час изработен. Зошто е толку малку цената работат на фриленсерите? Што велите слабо се платени? Слабо се платени бидејќи тие не успеваат да се изборат сами на пазарот или? Најчесто превземаат работи кои што се помалку платени. Меѓутоа и самата сума за да бидат конкуренти, пошто Upwork е меѓународна платформа, значи не е само на регионот, имате од цел свет фриленсери и за да бидете конкурентни мора да понудите соодветни услуги за соодветна цена. Сега од тој аспект за да бидат конкурентни, веројатно луѓево настапуваат со пониски цени, меѓутоа она што за нас е битно е секторот во кој што работат. Мислам дека фриленсерите кои што се веќе на пазар можат да ги надградат своите вештини и, например, да се префрлат од еден сектор во друг сектор и на тој начин да ја зголемат и својата цена. Исто така и новите идни фриленсери кои што влегуваат би требало да бидат подобро технички спремни за да можат да одговорат на барањата. Ние сето ова во последниве година и пол го работиме во програмата Reconomy, која што е регионална инклузивна и зелена развојна програма на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка. Кои се главните пречки за развој на оваа неформална бизнис заедница? Она кој што можеби е пречка се тие предприемачки вештини, бидејќи секој фриленсер е на некој начин микропредприемач. За да може да ги понуди своите услуги, тој први мора да ги презентира, да ги понуди, да склучи договор, да ги испорача, да го фактурира тоа, значи да го заврши целиот циклус на еден предприемач од продажба до затворање на самата активност, се разбира и самата наплата. И од тој аспект гледаме голем јас на недостаток на тие вештини и знаења, како почнувајќи од тоа како предприемачот да се презентира, како да даде предлог, како да го презентира своето сработено, како да ја добие првата работа или следниве работи базирани на свое портфолио, како да испреговара за цена, како да склучи договор, иако сега платформи ви нудат некој тип на едноставно склучување и префрлање на средствата. Кои се деловните модели на поврзаност на слободните стрелци во IT индустријата кои работат самостојно или на принципот на самовработување? И колку денеска IT индустријата во земјава пред се цената? Многумина порано ќе рече дека секој информатичар и машински инженер веднаш по завршувањето на студиите перспективата ја бараат
надвор од државата. Сега се чини дека сликата е многу поинаку, бидејќи релативно добро се платени информатичарите и IT инженерите во држава. Тоа е точно. Значи, IT секторот е доста платен и со присуството на интернационални компании и барањето на таква работна сила дојде до ситуација каде што платите се доста конкурентни во самиот сектор. Кога збориме за фриленсинг или за слободни стрелци, можам да кажам дека IT не е единствениот сектор во кој што се работи. Значи тука имаме преведувачи, имаме кои што преведуваат од различни јазици на различни јазици, имаме креатори на содржина кои што пишуваат блогови, кои што развиваат видеа, имаме дигитални маркетери, значи имаме правници кои што работат аутсорсинг за странски компании преку фриленсер платформи. Што доминира кај фриленсерите највеќе? Најмногу е IT делот и дигиталниот маркетинг како тоа што го имаме ние како капацитет. Господин Мишевски, Петар Колесар Сивика, Асоциација на фриленсери од 15 земји, сугерира на IT индустријата во Македонија поврзана со домашните компании, развој на финансирање преку ангели, пред се брендирање на оваа зелена индустрија. Што од тоа немаме ние? Значи, ја би го поделил прашањето на два дела, тоа се или три да речем. Првото е да речем иновациите. Иновациите се клучни за развој на премин од фриленсерство во компании. Значи да едноставно таа услуга што ја нудите да ја префрлите во некој тип на континуиран тип на услуги или пак производ кој што ќе го давате како таков. Вториот дел е ангелите кои што ги спомнавте. Тоа кај нас е во некој развој, значи зачеток. Да. Може да се каже зачеток, иако имаме на пример неколку акцелератори кои што функционираат во самиот стартап свет. Имаме значи организации кои што го поддржуваат стартап екосистемот, како што е Стартап Македонија. Сепак има исто и групи на бизнис ангели, има некои формализирани, некои неформализирани, меѓутоа сепак тоа е уште во некој зачеток и уште немаме некои видни инвестиции направени од тие бизнис ангели. Тоа е тема сама за себе и екосистемот бара дополнителни, да речеме, можности за развој и можеби е тема на некој иден разговор. Ако збориме за делов на зеленава индустрија, зеленава економија, иако нема од почеток да речеме некоја директна поврзаност со фриленсерството, тоа пак можеме да го сврстиме во делов на иновација, значи во делов на екосистемот на стартап. Во Facebook реакција на вашата фан страница на Импакт фондацијата, Данчо Димков, фриленсер и предприемач за маркетинг агенција, пишува, цитирам: "Со фриленсерството добив слобода, работиш колку сакаш, за кого посакуваш, работиш од каде сакаш, со сопругата сме среќни зашто станавме дел од дигитал номад." Всушност, животот си го диктираш, работниот ангажман си го диктираш според своја динамика. Па да, тоа е еден дел од развојот на секој предприемач. Бидејќи Данчо го знам лично, да, еден дел од животот тој беше фриленсер. Меѓутоа секогаш успешните фриленсери стигнуваат до некој момент кај што треба да основат компанија. Моментално Данчо има компанија која што има преку 40 вработени, ако не се лажам, која што функционира исклучиво за странски пазар. И тој е веќе предприемач, основач на компанија и извршен директор на истата. Дали тоа значи дека фриленсерството може да биде некаква откочна даска? Па да, тоа е, да речеме, нашата теорија на промени, дека во Македонија не достигаат предприемачи. Бидејќи фриленсери ги рачунаме некој тип на микропредприемачи и тоа е начинот или
патот кој што можат да ни овозможат на нас како држава да формираме повеќе предприемачи. Значи од фриленсер секој може многу лесно да формира компанија, да ангажира плюс уште некои фриленсери со тоа да почне да екзистира како фирма, а после некое време доколку има соодветна услуга или соодветен производ да прерасне во некој стартап. Што и недостига на IT индустријата за да не ја доживее судбината на текстилните лон капацитети? Да, од моја перспектива тоа што IT индустријата во Македонија го нуди е лон производство. Значи ние извезуваме работна сила. Ретки се компаниите кои што имаат собствени производи и услуги кои што ги продаваат на страна. Значи ние имаме компании кои што имаат своји поддружници кои што ангажираат луѓе кои што понатаму ги позајмуваат или кои што работат на проекти. Дали тоа значи дека ние сме конкурентни на светските пазари? Сме конкурентни единствено ради висината на платата. Меѓутоа како Тоа значи дека може да не добијат за поевтина плата? Да, меѓутоа како држава не сме воопште конкурентни бидејќи немаме собствени производи, немаме собствени услуги, туку имаме луѓе кои што едноставно од 8 до 5 работат за некоја компанија која што е седиште не знам во Ирска, во Америка, во Англија. Така да она што ни недостига е тој тип на иновативност да можеме да ги префрламе тие тој тип на услуги во некои услуги кои што може да бидат повеќе скалабилни. Значи дали се тоа некои производи, некој тип на софтвери кои што се наплаќаат како услуга, некој тип на услуги кои што се повеќе кои што можат да скалираат повеќе, значи можат побрзо да растат. Дигитален тип на услуги, значи да не е едноставно ангажирање на луѓе, туку баш да се некои услуги кои што се продаваат од Македонија. Иако имаме такви фирми, моје мислење е дека тој број е многу малку. Такви фирми најчесто се стартапи кои што почнуваат да нудат некој тип на услуга или некој тип на производ и мислам дека тука треба да биде нашиот фокус како држава. Значи како луѓето кои што имат потенцијал да бидат предприемачи, да станат предприемачи и како предприемачиве преку иновативност да станат бизнис кој што ќе нуди свој производ или услуга кој што е релативно скалабилен на ниво на цел свет. Како би го портретирале добриот предприемач и кој би изгледал или како би требало да изгледа добар и искусен политичар кој треба да излезе во пресрет на барањата на граѓаните, на бизнес заедницата? Значи, генерално и нашата теорија на промени е дека за развој на предприемништво ни треба поголем развој на фриленсери. Поголем развој на свеста дека фриленсерството е начин на кој што треба да се развива државата, дека предприемништвото е начин на кој што треба да се развива државата и дека новите бизниси, стартапите се тоа кој што на државата ќе донесат дополнителна вредност, како и приходи преку различни даноци. Како е профилот на некој политичар кој што може да го фасилитира тоа, да го помогне тој развој? Мислам дека фокусот треба да биде даден на олеснување на започнување на компании. Ова не е од аспект дека можеме да отвориме ние компанија за 3 дена. Секој може да отвори компанија за 3 дена во Македонија. Работава е што некои работи се прекомплицирани за водење на бизнис во првите неколку години. Со најавените промени на даночната политика, некои работи уште повеќе се усложнуваат со враќање на данокот на добивка за помали компании, така да тоа ќе биде уште поголем предизвик за тие што сакаат да почнат компанија. Според мене, мислам дека во првите 3 години на секој предприемач треба да му се овозможи некој тип на поддршка, поедноставени процедури, поедноставени даноци и се надевам дека од таква перспектива многу лесно можеме од
држава која што нуди лон IT решенија, да преидеме на држава која што има повеќе нови бизниси кои што нудат собствени услуги, стартапи кои што можат да го надраснат и регионот и многу брзо да едноставно самата иновативност, самото предприемаштво да се зголеми во нашата држава. И благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вас. Поштовани, следевте разговор со Игор Мишевски, основач на Импакт фондацијата.